Премиерот Зоран Заев го брани пратеникот Павле Богоевски. Вели дека порачувањето на недозволена супстанца било негова приватна работа. Вака Заев ја прокоментира аудиоснимката на која се слуша како Богоевски порачува супстанца за која самиот призна дека е противзаконска. Премиерот вели дека тој направил чекор со тоа што се пријавил во полиција. Не сум имал можност да се видам, јас ќе се видам секако со пратеникот, за да разговарам за деталите, но ги следам случувањата што се случуваат во овој динамичен период. Заради тоа што треба да биде еднаков како сите своји граѓани, тој направи чекор и отиде се пријави заради оваа работа. Не за да го пријави само таксистот, се пријави и тој. Што тоа сакал да набавува, тој јавно настапи, ги каже транспарентно своите делови. Во меѓувреме, јавното обвинителство му нареди на МВР да се направат проверки за утврдување на идентитетот на таксистот, за кој Богоевски обвинува дека го снимал. Дополнително и за лицето од кое било нарачувана дрогата, а и за сопственикот на профилот на руската социјална мрежа ВКонтакте. Но каква постапка ќе се поведе против пратеникот не информираат. До МВР е доставена наредба за да бидат направени проверки околу утврдување на идентитетот на таксистот, кој наводно извршил снимање на разговорот, да се направат проверки од кое лице евентуално била нарачувана наркотична дрога и за кое лице била нарачувана. Министерството за внатрешни работи, преку меѓународните инструменти кои ги користи, ќе треба да направи проверки и за тоа кој е сопственик на профилот на руската социјална мрежа ВКонтакте. Опозицијата, оставајте му прашок за перење алишта пред собранието, побара пратеникот да се повлече од собранските клупи. Павле Богоевски се уште е пратеник. Не сака да се повлече ниту од морални, ниту од здравствени причини. А ние пак не сакаме избраник на граѓаните да носи одлуки со поматена свест. Не сакаме да се вознемирува кога нема да му биде спремено убаво она пола што го нарачува. Вчера ти оставивме бело брашно, ама нема благодарност од твоја страна. Извини ако го сгрешивме белото. Еве денес пак бел прашок. Пак цело кило. Можеш да переш алишта, ама нема гаранција дека и совеста ќе си ја испереш. Само сакаме да напоменеме дека во упатството за употреба јасно стои дека овој прашак не е за преку нос. Откако аудиоснимката се појави на социјалните мрежи, Богоевски ја потврди автентичноста на истата, а се правдаше дека не порачувал опојни дроги, туку масло од канабис.